Околу 3000 штипски пензионери годинава може да останат и без дрва и без пари. Сите тие уплатиле од 3 до 6 кубика дрва за огрев преку Сдруженијата на пензионери. Но иако требало, досега тие не им се испорачани. Дрвата ги нема. Ако нема, не знам што ќе правиме, а двојцата сме сами и не знам што ќе правиме. Тука пензионерите и тука не носиме. Што е проблемот, не знам. Дали сакат да ги качат дрвата. Јас си зимам и си плаќам у кеш, готово. Не знам што е проблемот со дрвата. Во просек, пензионерите на сметка на Сдруженијата уплатиле 10 до 17.000 денари по семејство. Во зависност од порачаните количини, Сдруженијата парите им ги зеле, но дрва не им испорачало. Запишаме 5 кубика. 5 кубика те исплатени со дрвата месец и пол, ама уште дрвата ги нема. 2 недели како доваѓаме, а денеска за 2 сата, а денеска утре и се така лажат. За најголемиот дел од штипските пензионери дрвата се единствен начин на грејење. На струја искапа многу за да се грее. Нема услови за струја. Голема е собата, струја не ме грее, на дрва се грееме. Цел ден сам ја дома, се вале станам, цел ден по едно дрво и дрвата си пое топло и за нас старите поубаво е. Пензионерите се лути на своите раководства и им поставија ултиматум, или дрва, или пари. Ако случајно нема дрва, да ни ги врнат парите, ќе одиме ке се навајаме од тие прифатните. Што ќе правим без дрва? Никој од Сдруженијата на пензионерите не сакаше јавно да каже зошто дрвата ги нема и кога пензионерите она што го платиле и ќе го добијат. Инаку токму исплатата и дистрибуцијата на огревно дрво преку пензионерските здруженија беше предмет на полициска истрага, по која претседателот и благајникот на Штипското здружение заработија кривични пријави за сума од околу 6 милиони денари.